Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на отвореното студио на телеканал А1. Наш денешен соговорник е господинот Никола Ристов, член на председателството на ПАОК ентузијасти од Струмица. Денеска со него разговараме за активностите на овој планинарски клуб. Добар ден и добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Кажете ни од кого постои ПАОК ентузијасти? Добар ден и добро ве најдов. И еве на почетокот еден поздрав до гледачите на телеканал А1. Кога почнуваат? ПАОК ентузијаст е формирано некаде 1980 година. Инаку планинарството во Струмица има зародиште некаде таму во почетокот на 60-те години со формирањето на планинарство друштво Јосиповски свештарот. Сега ние како ентузијасти сме наследници на некој начин, продолжување на традицијата на планинарство во Струмица. Некаде 80-та година, значи, се одделува една група планинари и го формират планинарство друштво ентузијаст. Во почеткот како планинарско друштво Маршал Тито, потоа како ентузијаст. Значи, тоа се 80-та години. Тука се најактивни или основачи на друштвото се браќата Серафимовски, Серафим и Васко Серафимовски и други ентузијасти во тој период. Така да ние како планинарско друштво ентузијаст сме некаде околу 36 години. Активни не само во овој регион, туку активни во целата држава. Од каде, односно како дојдовте до идеја еве да основате ваков клуб? Па, ваков клуб. Основањето на планинарските друштва е пред се желба на граѓаните, бидејќи ние, да не кажем, мислам сите знаат дека 2/3 од територијата на Македонија е планинска. Нашиот крај, посебно Струмица, изобелува од планини. Нормално Струмичната котлина има скоро 4 планини, тука е Беласица, Огрежден, Пречковица, Плау, Шиленица. Така да ова е исто планински крај. И сега, нормално, љубовта кон природата, кон планините го ствара и дружењето, односно здружување во некој клуб или организација. Нашиот клуб ПАОК ентузијаст, значи е планинарско-алпинистички ориентационен клуб. Значи, тука имаме секции за алпинизам и за ориентација, за планинарење. Така да сме активни во секој сегмент. Така да сме едно од друштво најактивно во Македонија. Имаме добиено безброј признања некаде таму. Пред 5-6 години имавме добиено 2010 беше златна плакета Даре Џамбус како најуспешно планинарско друштво во Македонија и ред други награди. Така да сме постоиме и сме едно од поактивните друштва во Република Македонија. Од колку членови се состои вашето друштво и како еве функционирате? Па добро, членовите секогаш имаме активни пасивни членови. Во изминатите години, да кажеме 36 години, многу граѓани, многу струмичани, значи, биле членови на ентузијаст, биле активни членови, учествувале на многуте акции, учествувале на доста надпревари во ориентација. Така да бројката на членство е менлива категорија. Нормално, тука се евидентира секоја година некоја минимална членарина како друштво заради евиденција на членството. Но секојаш имаме, значи, секоја година имаме 200 до 300 членови, како членови ентузијасти. Така што не значи дека сите се редовни, активни, но еве се вклучуваат во сите наши активности, акции. Активности кои ни се зацртани според годишна програма на активности. Така да ние скоро, еве, последните 20 години, секоја година спроведуваме програма на активности. Програма во која уфаќа секои месечни активности, значи, каде се движиме, каде имаме надпревари, каде организираме, финансиски средства, гости, други, трети медиум. Значи, едноставно,
имаме тоа во нашата програма е одбележено се што не очекува во текот на годината. Што се опфаќаат вашите активности, еве нашите гледачи ќе имаат можности да видат дел од нив додека ние разговараме? Па ние се трудиме како планинарско друштво секогаш, значи, нашите активности да ги прикажуваме на граѓаните преку медиумите, преку сите медиумски куќи во Струмица. Се со цел да прикажеме дека ние сме окружени со прекрасни природни убавини и пожелно или едноставно нормално е да повикуваме граѓаните да земат учество на нашите активности, да ги посетуват планините, едноставно да се движат во природата. Значи, тоа е делот од активностите кога имаме планинарење. Исто во делот на ориентацијата имаме надпревари. Значи, во ориентација, а инако еве додека разговараме, гледачите ќе имат можност да видат дел од нашите активности. Тоа се активности некаде таму негде во август, 13-14 август имавме посета на планината Пирин. Значи, тоа е еден дел од активността, што ќе можете преку снимките гледачите да видат дел од убавините на Пирин планина. Инаку Пирин планина ни е некако поблиски, е многу умирена планина и јас секогаш кажувам дека Пирин е стварно негова планина, бидејќи изобилува со многу врвови, изобилува со прекрасни планински езера, некаде околу 125 езера има Пирин планина, на планината. Некаде има над 50 на врвови кои се повисоки од 2500 метри, така да има премногу врвови, планински врвови. Тука нормално со највисокиот врв на Пирин на Вихрен 2914 метри надморска висина. Значи, во текот на емисијата гледачите ќе имат можност, значи, да ја видат патеката. Значи, тргнувањето од Сандански, значи, преку Спано поле, потоа неколку езера има околу Спано поле, искачување на Мурато врв 2700 метри надморска висина, потоа искачување на највисокиот врв Вихрен, како што напоменав, 2914 метри надморска висина, и враќање по, кажи речи, истата патека до Спано поле. Значи, тоа е на маршрута каде што првиот ден поминавме 12 часот пешачење. Беше доста напорно. Една од најнапорните патеки. Вториот ден беше порелаксирана патеката, некаде околу 10, па може би 11 часа имавме патување. Една мала група имавме планинари од Струмица, од ентузијаст, и со наши пријатели од Петрич. Така да имаме многу добро воспоставена соработка со планинарското друштво од Бугарија, бидејќи тука ни се соседи. Така да, значи, вториот ден поминавме некаде околу 21 км, првиот 24, за вкупно за двата дена поминавме скоро 43 км, што беше доста напорно, но сепак доловивме некои снимки, видовме прекрасни убавени на Пирин. Значи, тоа е делот за Пирин планина што ќе го гледат гледачите. Вториот дел е за планината Рила. Бевме таму негде 1 и 2 октомври. Планината Рила, која изобилува со многу вода, и самиот збор Рила мокра планина, значи со многу реки, со многу езера, и податокот дека некаде на Рила има околу над 200 езера планински, покажува, значи, колку сепак планината е водна. Има многу реки, како што реков, и има доста врвови високи. Тука е она неко по висина, по грамадна е неко 6-та планина во Европа, Рила. И тука е највисокиот врв на Балканот, Мусала, 2925 метри, така, надморска висина. Ние овој пат бевме на врвот Малјовица.
Малјовица, тоа е тука негде пред Боровец. Значи, врвот Малјовица 2792 метри надморска висина и имавме можност од врвот Малјовица да видиме на дланка цела Македонија. Едноставно, пушнувајќи од Шар планина, Кораб, Огрежден, Беласица, така да имаше една убава гледка. Нормално. Доловивме доста снимки, го видовме и одгоре, мислам од Висински го видовме и Рилскиот манастир, кај што е сместен таму во подножјето на Рила планина. Планината Рила е огромна, скоро 3 пати е поголема од Пирин планина, така да и она изобилува со многу убавини. Ке видат гледачите дека стварно има и езера. Бевме првиот ден на ова страшно некое езеро, на висина од 2450 метри, така, страшно езеро, бидејќи нормално изгледа страшно, бидејќи надвисуват на него големи карпи. Што би кажал за Рила друго, дека поминавме Јончево езеро, Елено езеро, така некој ги научивме езерата, нормално бевме заедно со домакините од Софија, така, како што реков, една дружба што ја негуваме веќе повеќе од 15 години. Бевме, значи, запознаени за овој дел од убавините на Рила и нешто, може би, и гледачите ќе видат дека многу движење има, значи, многу народ има на искачувањето на Рила. Претежно, се јас забележи барем, може би, едно 50 деца мали, почнувајќи од 3 месеци, 5 месеци, па некаде тамо 4-5 години. Едноставно, малите деца прават некоја традиција, значи, планинарството почнува од мали деца. И тоа некои они сепак имат поголема традиција од нас. И ево, почнуват од мали нози, затоа ја негуват планината, го негуват планинарството, туризмот, како што кажуват кај нив. Така да имаше и нешто друго, еден печаток ни остави, љубезноста кај луѓето што се во планината, природата. Може би 400-500 луѓе сретнавме во неделата на втори. Па немаше некој кој не се насме, не каже добар ден, пријатен ден, убаво прекравање. Едноставно позитива, значи да ти е пријатно да си во природата. И тука се избришува сета негативност што постои, да кажем, во урбаната средина. Едноставно, пожелно е барам човек еднаш во месецот да се осети како природно, чувствително, да ги осети од близко и луѓето како се однесуваат. Едноставно на позитивна енергија. Што би кажел Орца, 2 недели сега ќе сум позитивен, бидејќи сум нахранет со ова позитивна енергија од средбите, од настанот. Така да мислам, да не должам многу. Рила, Малјовица, прекрасно место. Поминавме, значи, првиот ден 6 часа пешачење, вториот 7, во добра организација на домакините. И така, мислам на кратко за овие две стории, значи, што ќе имат можност гледачите да ги гледат. Тоа, значи, првиот дел е Пирин планина, вториот дел е планината Рила. Кога веќе спомнавте дел од локациите на кои што се биле, еве кажете ни кои се според вас најзначајните места, односно најинтересните локации на кои досега сте организирале планински маршови, бидејќи како што рековте и самиот, нели не се задржувате само на територијата на општина Струмица, туку и надвор од неа. Да. Република Македонија има прекрасни планини. Ние за овој период, може би последните 15 години, има прикажено на граѓаните, на гледачите во општина Струмица, скоро од секоја планина во Македонија. Имаме прекрасни снимки од Шар планина. Шар планина е прекрасна и она е огромна планина. Имавме сега некаде средба во јуни, некаде при крајот на јуни, имавме исто така една средба планинари од Скопје, Струмица и Република Бугарија од Софија. Бевме 2 дена на планината Шара, на Титовро се искачивме на други тука Лешница, прекрасни убавни. Значи, нашето одење секогаш го проследуваат инсерти, снимки.
што не себично ги прикажуваме на граѓаните, нормално се со цел да прикажеме убавините на нашата прекрасна Македонија. Значи имаме Шар планина, Кора, Пелистер, Стогово, Бистра, Осогово, Плячковица, Огражден, значи Кожув, значи нема планина кај што не сме били и каде што не сме понеле импресии и прикажување на материјали на гледачите. Инаку, одењето може, посета на нашите планини, може индивидуално, како клуб организираме, но сепак се уклопуваме во ова програмската шема на Федерацијата за планинарски спортови на Македонија, каде што секој ја најавува својата активност, годишна активност, секој клуб. Значи имаме околу 20-30 клуба, така негде сега, да нема фаќате за збор. И секој клуб си има годишна програма на активности. И во кој период, каде организира планинарење, значи, на кој врв, на која планина. И значи секој месец, секоја недела, значи има некоја активност организирање на поста некоја планина во Република Македонија. Кај нас ние претежно како организатори организираме маршови тука во нашиот предел, пред се Беласица и Огражден, нормално тука и Плауш и Леница. Организираме традиционални маршеви во чест. Дали Борис Трајковски, председателот, Ванчо Танасов, поранешниот председател на ПАОК Ентузијаст. Во негова чест имаме марш, пролетен марш на Огражден. Огражден со посета на место каде што е убиен Даме Груев, таму, Петлец. Потоа имаме исто така на Беласица убав настан што го организираме веќе 16 години, Балкан без граници, што е познат не само во Струмица или Македонија, туку и пошироко. Значи, ова маршрута доаѓаат гости, љубители на планината, планинари од цела Бугарија, од Србија, од Македонија. Така да, според оваа шема, програмска шема, годишна, сите планинари на Балканот знаат на која дата, каде се организира некоја активност или марш. Дали еве соработувате со останатите планинарски друштва од регионот, да речеме Валандово и Гевгелија, и дали можеби и заеднички организирате вакви планинарски маршови? Па да, ние претежно овој крај, Струмица, Валандово, Гевгелија, Радовиш, некако сме многу блиски. Едноставно, секоја недела имаме некое дружење, некоја активност заедничко, па идеме некаде на страна, дали во странство, дали тука. Се случувало да се оде во Словенија, во Грција, во Србија. Значи, едноставно имаме, мислам, најтесна соработка со овој дел. Значи, на планинарко тука нормално имаме Неготна, Кавадарци, Скопје, Штип, Кочани. Нема град, нема планинарско друштво со кој не соработуваме. Сега ние ова соработка ја надградуваме со еден друг сегмент. Значи, ние секоја година, на краја на годината, таму некаде последната недела од ноември, организираме балкански планинарски средби. И тука се поканат сите планинари. Значи, како планинарски друштво од Македонија, планинарски друштво сите од Бугарија, од Србија, од Босна, од Црна Гора, едноставно поранешните Југословенски републики, сите ги покануваме и доаѓаат од сите краишта. И тука имаме дружење, значи, 2 дена. Сабота и недела. Не само дружењето, туку ние ставаме некоја презентација на општина Струмица, на целиот регион. Едноставно имаме организирано поста на сите водопади под Беласица, сите прекрасни струмички манастири. Потоа имаме нормално разгледување на градот Струмица и тоа се завршува со планинарска средба или вечер, што е со музика, со наградни игри, со благодарници, со средби во хотел Цар Самуил. Значи, тоа не е традиционално. Така да, ова соработка не само по планините, туку ја, значи, га надградуваме и со еве вакви средби. Дали кога организирате планински маршови, може да, освен вашите членови, членовите на планинарските друштва, може да учествуваат еве и сите заинтересирани граѓани кои едноставно би сакале да се рекреираат и да уживаат во убавините на Македонија? Ние секој наш настан го објавуваме на медиумите. Така да секојаш ги повикуваме сите граѓани, љубители на природата.
Не значи да биде идеално најспремен планинар, да кажеме, но сепак треба да е психофизички малку подготвен. Немаме некои напорни маршрути, да кажеме, како ще кога идеме на Пирин или на Рила, сепак си треба да си планинар. Значи да си имаш опрема, да си физички подготвен. Но на нашите активности, посебно е на планините Огражден, толку едноставна маршрутата, лека е, значи нема некои оптеретувања. Исто така и Беласица, по нискиот дел, да кажем, кај Костурино, па до Банско, тука Свидовица, ги уфаким ове места. Значи, едноставно, секогаш ги повикуваме граѓаните, секоја прилика, ако се расположени за планинарење и за дружење, нека повелат секојаш да се дружат со планинарите на Паук ентузијаст. Еве сега, да не заборавам, ги поканувам, иако не сме ние организатори. Организатор е планинарско друштво Југ Валандово на 6 ноември. Во чест на ослободувањето на градот, секоја година организират некоја маршрута таму во Валандово, поста по Плауш планина. Ние имаме, значи, како друштво организираме 3 маршрути. Едната е, значи, идење со превоз до Валандово и вклучување во големата група, значи, на маршрута што е таму, со организаторот. Сите учесници се во Валандово, едноставно, од 8 часа тргнувањето од Валандово. Едната група од Костурино се симнува до Свети Георгија и третата група малку по-тешко. Не тешко, тука едноставно патеката е долга, скоро 22 км од Струмица, тргнувајќи од ево место Ловендом, Светилија, Чанчуфлик, Раборци, таму некаде Плауш, Костурино Каптаиште и се симнуваме на ова манастир Свети Георги. Значи, ова е една интересна, малку е долга патеката, но сепак е лесна, средно лесна, средно тешка патека, што може секој да ја помине. Значи, секој заинтересиран, нека повели, значи, нека се приклучи со нашите планинари и едноставно ќе има убави гледки и убаво дружење. Колку е важно да се биде физички подготвен, за да може, нели, да се издржи долгочасовно пешачење по такви планински предели, еве? Физичката спремност, тоа е индивидуална. Значи, никогаш новие активности нема трчење. Тука едноставно колона се развлечува. Тие што побрзо одат напред, тие полеко одат назад. Нормално, ние кога организираме, секој си има наши членови што се последни, да кажем, од групата и така да... Не е нешто страшно. Физичката активност е, мислам, потребна кај секој еден, без разлика дали е љубител на природата, дали не. Но сепак е пожелно ева да ги посетуват овие наши активности, да посетуват планините, така да по-големи физички напори, да кажеме, требат на повисоките планини. Кога се оде на 3000 метра, на 2500 метра, нормално треба да се има физичка спремност за искачување на таквите висини. Секоја година одржувате традиционална планинарска вечер. Дали овие вечери се можност еве да се дружите повеќе, да разменувате искуство и со останатите планинари, да речеме, од регионот? И кој се еве присуствува на неа? Пред малку го напомнат, значи тука ние сме многу задоволни, значи од ова планинарска вечер, така да традиционално 14-15 години организираме. Доаѓат секоја година, да кажем, од Бугарија доаѓат околу 15 града доаѓат, значи планинари, љубители на планината, од Србија доаѓат, цела Македонија доаѓа и тоа што реков, значи имаме дури некои доаѓаат од четврток, петок, па се искачуваат на врвот на Беласица, на Тумба, некои го посетуваат Дојран. Едноставно има содржина не само 2 дена, може би 3-4 дена, значи да се исполнат на некој начин. И тоа нормално сега на крајот на средбата имаме секојаш на место манастирот Свети Илија на Струмица, каде што како домаќини ги почистуваме со ова планинарското графче, сите посетители, сите учесници, значи на ова средба. И тие се едни средби што, еве, ние добиваме признање, како што реков пред малку, Бугарија е постара планинарска нација, значи
во делот на планинарење, но сепак од гостите секојаш добивам признание дека ни кажат како друштво ентузијаст ви завидуваме. Значи како тоа го организира, како тоа го правиме. Сега тоа го правиме нормално. Ние сепак сме повеќе поголема организација како планинари. Тоа не може еден двајца да го прават нормално. Сите како тим работиме, функционираме и сме задоволни на тој начин. Значи секојаш има признање во делот на организацијата, како сме организирани, како ги дочекуваме нормално. Тука пак ќе кажам, ние сме некој репрезент на општина Струмица или на Република Македонија, така да покрај нас се запознават и другите убавини. Вашите членови исто така редовно учествуваат и на надпревари. Кажете ни, каде се досега имате земено учество, што се имате освоено, дали имате добиено некои признанија? Во делот на спортската ориентација едноставно во Македонија потекнува баш од нашиот клуб Ентузијаст и нормално мора секојаш го потенцирам нашиот најискусен планинар, како во планинарен, така и во ориентацијата Васко Серафимовски. Он беше надпреварувач таму некаде 80-те години, еден од најдобрите во Југославија. Значи има добиено многу награди. Први, втори места, значи на надпреварите, не само во Југославија, меѓународни надпревари во Бугарија, на други места. Така да ориентацијата ние како планинарски спорт ја негуваме. Ја негуваме и секојаш од нас произлегуваат многу надпреварувачи. Како што се сега и другите друштва, сите потекнуваат некој од ентузијаст друштвото. Морам да ги пофалам сега ова година. Ова година имавме, значи, некаде во мај месец, така, на Шар планина, во организација на Трансверзалец, државно првенство во ориентација. Нашата екипа беше измешани јуниори и сениори, го освоивме првото место. Така се квалификувавме за Балканско првенство, што се одржа во Словенија. 1 и 2 октомври имавме, значи, Балканско првенство, каде што нашите членови, посебно најмладите, тука се Кристина и Марија Серафимовски, Анита Ристова, усвоја 3-то место како члени на репрезентацијата на Македонија. И ние се гордееме, значи, со нашата најмлада, значи, екипа, каде што усвоива секојаш меѓу првите 3 места. Да напоменам дека и минатата година имавме усвоени места во Црна Гора, во Србија, во Бугарија, така да ориентацијата ни е во склоп на планинарството и доста сме активни, па и првото Балканско првенство од 2001 година ние како друштво го организиравме на територија на Република Македонија и бевме први организатори некаде на 2001, што реков, на Сувалак на Огражден. И тоа беше едно од најуспешните организирани првенства во ориентација. Потоа 2006 повторно нашиот клуб Ентузијаст во соработка со Трансверзалец Скопје организиравме 2006 година на Беровското езеро, исто повторно еден многу прекрасен надпревар, балкански надпревар за ориентација. Така да ние ориентацијата ја негуваме како спорт. Да напоменам дека и од нашиот клуб произлегува и ево сега што се инструкторите за клајминг, вештички карпи скачување, Кирил Серафимов што е тренер во Скопје. Имаме вештачка карпа во средното училиште Никола Каров. Значи поставена е вештачката карпа. И сега малку овој сегмент ни е замрен. Тука беа исто и сестра му на Кире Билјана Серафимовска, која е еден успешен алпинист, планинар. Така да и делот на алпинизмот, значи ние го запазуваме како друштво. Така сме доста активни. Во делот на ориентацијата имаме сега некој надпревар повторно на 7 другата недела во Скопје. Така да нашите надпреварувачи секојаш усвојуваат некои од првите 3 места. Еве за крај кажете ни кои се активностите кои што ви се предвидени за реализирање во програмата до крајот на оваа година? Добро, да земеме во предвид дека активности има секојаш безброј активности. Има активности, да кажеме, секоја недела. Сега за овој период, значи за преостанатите 2 месеца имаме Валандово на 6.
Потоа некаде имаме тамо 13-11 имаме учество во Неготино на планината Серта, во организација на планарско друштво од Неготино. Потоа некаде таму 20-11 имаме активност на Кожув планина, во организација на планарско друштво Кожув од Гергелија, после на двете уши, мислам, местото. И тука некаде се завршува делот од активностите во ноември, нормално 26-27 не е планарска вечер, и некаде тамо на 11 декември, 20 декември, кога се недела некога, е денот на планината, каде што сме редовни учесници мислам во Скопје, каде се одбележува денот на планината на Матка. Значи, тука сме присутни секојаш на Матка и каде што има поста на пештерата Врело, една многува пештера, поста на манастирите над клисурата тука над Матка. Така да тоа ние и нормално. Секоја недела сме во делот на Беласица на планината, каде што морам тоа да го потенцирам, да не заборувам. Значи, цела година сме во една, не само ова година, последните 2-3 години сме во реконструкција на планарскиот дом Шарна чешма. Значи, ова е една гордост на планинарите, на ентузијаст, бидејќи овој дом е изграден некаде пред 30-40 години, значи, како дел од шумска колиба куќа, отстапена на планинарите. Певе 30 години неко се ја реновираме, доправуваме, ја реконструираме. Беше пропадната на цело, но ево последните 2-3 години така малку ја преуредивме, што ќе представува не само гордост за нас планинарите ентузијасти, тука едноставно ќе имат можност овој планинарски дом да го посетуват сите граѓани на општина Струмица и пошироко во регионот. Веќе имаме воспоставена ува соработка не само со општина Струмица, со општина Ново село, Босилово, Василево, соработка која нормално сите општини помагат во некој дел во нашите активности, во реализација на нашата програма. Но поента ми беше дека домот ќе биде отворен за сите. Едноставно овој планинарски дом ќе биде гордост на планината Беласица, со тоа што не значи дека само овој дом е. Ние имаме планинарски доми на ова над Банско, на висина 1140 метри надморска висина. Тоа е домот Дедо Колјо Муртински. Значи изграден, таму има некаде легла, околу 10 легла има. Шарна чешма ни е на висина од 1300 метри надморска висина, каде што има, значи, може да престојуват 50, може би повеќе планинари во исто време, значи ќе имаме 50 легла. Едноставно така да може поголема група да се сместува. Значи, по сите стандардни планинарскиот дом, значи, со огрев, со струја, со се, така да мислам дека едно прекрасно каче. Сега, овој планинарски дом ќе не поврзува не само ние со планинарство, тука едноставно минатата година имавме една соработка со велосипедистите. Значи, возенето мистериите низ Беласица за прва година нешто организира. Се надам дека идната година ќе биде многу помасоно, ќе го организираме заедно со велосипедистите друштвото што се во Струмица. Така да едно прекрасно место каде што, значи, се надевам дека секоја недела ќе има многу посетители таму. Ќе биде многу посетуван овој планинарски дом Шарна чешма, бидејќи еве ние сме поминиле премногу, на секој план има планинарски домови или во Бугарија што ги наречуваат хижи, каде што едноставно има потреба. Ако немаш планинарски дом и немаш посета на планините. Така да ние бевме свесни за ова, многу ентузијазм, многу љубов се внесе во овој планинарски дом. Така да идната година, 2017, значи ќе може да биде посетувано од сите. Тоа е едно топло каче што сите се гордееме, бидејќи
земеме учество сите планинари, значи на ентузијаст, многу донатори, многу спонзори ни помогнаа, значи тоа да се направи. Со голема љубов се правеше планинарски дом Шарна чешма, а тоа ќе има, мислам, во некоја народна емисија, ќе има посебна емисија за планинарските домови. Морам да напоменам уште еден сегмент што го препуштих од нашите активности. Значи, ние како планинарско друштво имаме соработка и со Агенцијата за развој и поддршка на туризмот. Значи, имаме некој проект за маркирање на сите патеки планински. Значи, Беласица ни е измаркирана со 5 планински патеки. Значи, маркацијата е маркирањето, одбележувањето на патеката. Значи, со ова црвено крукче, па бело внатре, значи тоа е патоказот кај се движат планинарите или некој кој заоти во планината, мора да ја следи маркацијата, ако сака да излезе на прав пат. Така да имаме најдолгата маркација ни е од Костурино, тргнувајќи од Костурино, скоро 42 км. Значи преко Дедо Колјо Муртински, Којнски кладенец, таму некаде Ѓаволски мост и доаѓа до Тумба, до Тромегието, значи со Бугарија. И ова е најдолга маркација, значи патека што се минува околу 12-14 часа, значи пешачење. Потоа имаме една друга маркација од Банско до Колјо Муртински. Трета маркација имаме од Свидовица преку пак сред село, викенд населбата на Беласица. Дедо Колјо Муртински. Имаме друга маркација од Смолари, од Смоларските водопади, не Смоларски, туку од Колешинските водопади до Којнски кладенец, висина околу 1000 метри надморска висина. Потоа имаме најпосетуваната патека од село Смолари, после Смоларските водопади, до Шарена чешма, преку Шарена чешма доаѓаме горе до врвот Ботра, Борис Трајковски и Тумба. Морам да напоменам и за маршрут Борис Трајковски. Борис Трајковски ни е една активност, ево веќе 11 години, 12 кога ја реализираме. Имаме посета, има поддршка од цела Источна Македонија, кај се движи маршрутата, значи од Струмица до Скопје, значи наши планинари обично од 10 до 15 учесници минува тоа траса. Еден дел останува се искачуваме на врвот Ботра или Борис Трајковски, скратено Ботра, иде до 880 метри, ова е најубавиот врв на планината Беласица. И тука е, тоа стана како еден настан, меѓународен настан, значи имаме, тука ни се блиско пријателите од Бугарија, доаѓаат од Софија, Сандански, Петрич, наши планинари Гевгелија, Радови, Скопје. Така да се собираме скоро, минатите години имавме околу 100 планинари, значи учесници на овој дел. Инаку другиот дел е во 4 етапи се иде од Струмица до Скопје. Така да мислам дека и ова ни е гордост, бидејќи сепак ние како планинари, како сограѓани нашиот покоен председател Борис Трајковски, на некој начин го одбележуваме неговото име, го одбележуваме значи како личност и секогаш традиционално ќе го реализираме ова активност во февруари, 26 февруари. Значи, ми беше тоа, значи, не само ориентацијата, не планинарењето, значи, не дружењето со други клубови. Ние, значи, должни се да ги маркираме патеките и да ги негуваме. Овој дел од Беласица, еден дел има од Огражден, да кажеме, Огражден кај исто така одбележиме 2 патеки, 3 патеки, значи имаме од Палазлив, врвот Огражден, таму некаде Беровското езеро, па до Берово. Значи, таа не е една маркација направена, маркација преко Безгашто до Петлец, таму кај што е Увен Дами Груев. Така да мислам, тие не се некои наши активности што редовно ги исполнуваме. И затоа се и гордееме на некој начин, бидејќи сепак малку се овие ентузијасти. Сепак нашиот ентузијазм во планинарството е така истакнат на некој ниво, не само организиран, тука едноставно дружење. Значи, тоа.
Јас ви благодарам што бевте наш денешен гостин. Се надевам дека и понатаму ќе продолжите со исто темпо на организирање на ваквите планински маршеви. Па еве, јас ви благодарам на остапеното време. Се надевам дека и во иднина ќе можеме на вашите гледачи да презентираме дел од нашите активности, дел од планинските богатства што не обкружуваат и што ги има во Република Македонија. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Отвореното студио. Се надевам дека уживавте во овие неколку минути. Останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!